240 нови работни места во две инвестиции вредни 11 милиони евра. Владата продолжува со планот за привлекување инвестиции за раст на економијата. Потпишани се два одделни договори за државна помош за двете компании на брендот Brainchild продукција и Brainchild производство, кои работат во земјава. Со ова им се овозможи на компаниите во Битола да инвестираат во адаптирање на лабораторија за истражување и развој и да изградат нов објект во индустриската зона во Жабени. Почетокот на градбата се очекува да биде во 2025 година. Германско-холандската компанија е глобален производител на висококвалитетна спортска опрема за спортови на вода и ветер. И покрај изградбата на новиот собствен објект, целта на компанијата е да ја зачува и надградува постоечката лабораторија за развој на нови производи и производни процеси, како и за испитување и создавање на одржливи материјали. Како дел од активностите за поврзување со локалната заедница, Brainchild отвори специјализирана школа за шиење на напредни материјали која служи како соеден тренинг центар за планираните активности на компанијата. Покрај тоа, брендот Brainchild е силно посветен на одржлив и еколошки процес преку користење на рециклирани материјали како суровини и процеси кои елиминираат некои стандардни производни пракси штетни за околината. Од компанијата го поздравуваат потегот на владата за поддршка и велат дека почнуваат ново поглавје и се надеваат дека ќе можат да ги остварат нивните цели. Нашата визија за одржливи производи и компоненти за спорт да се оствари. Фасцинантно е тоа што можевме да ги надградиме нашите идеи и инфраструктура до сега, но од денес почнуваме ново поглавје и навистина се надеваме дека ќе можеме да ги исполниме нашите зацртани цели. Инаку Brainchild е германско-холандска компанија која е формирана од заедничко вложување на група инвеститори. Првата компанија во Македонија, Brainchild продукција, ја формираат во 2020 година. Овие две инвестиции доаѓаат откако владата во изминатите 4 месеци договори странски инвестиции во износ од повеќе од 600 милиони евра и нови 1600 вработувања.